Повеќе од 20 поплаки за насилство пристигнале на мејл адресите што ги отвори Министерството за образование и наука, соопшти министерот за образование Шакири. Тој ги повика родителите, учениците, но и стручните служби да ги пријавуваат случаите со насилство, а паралелно се работи на дополнителни мерки што ќе се спроведуваат во училиштата. Еднаш после случувањата во Република Србија и пред донесување на нашите препораки, според информациите што ги имаме во основните средните училишта и во локалните самоуправи, веќе сите се вклучија во процесот. Што сакам да кажам со тоа? После случувањата, веднаш имаме педагошките служби на училиштата реализира неколку состаноци со класните на учениците, па исто така и имавме и неколку 3 или 4 случаи каде што и различни ученици секогаш има ситуација да видат било некој список запишан во клупата, било некој список запишан во некој ливче, сите институции поставиле. Значи, и од учениците, и од сите. Мислам дека вака, ние што можеме понатака, ја затоа реков во ова сите страни сме соработници, можеме сите да соработуваме, тука се и професорите што дават голем значаен придонес во ова и немаме спротивставања страна. Професорката Татјана Стојановска-Иванова вели дека во земјава секогаш се вклучувал моралниот аларм по некој настан. Дури и сега е така. Овие сеопфатни анализи доаѓаат по масакрот во основното училиште во соседна Србија. И практичарите кои што се во училиштата, што треба сите заедно да работиме на превенирање на меѓувршното насилство. Не е поинтата само ние од научен аспект нели да го кажеме. Да ги слушнеме учениците со што тие се соочуваат. Најбитно е нивниот глас. Ние зборуваме за сајбер насилство кое што е многу, зборуваме за TikTokот и за другите социјални медиуми. Но друго е нашата генерација, друго е од научен аспект кога проучувате, а друго е ти да ни кажат своето искуство. Не случајно тука се и средношколски професори, тука се и стручни соработници кои што имали искуство. Значи, ако сакаме да зборуваме за целосна стратегија, мора да се вклучат сите оние кои што се задолжени. Од Министерството за образование велат дека се забележани и случаи на врсничко насилство во училиштата, што воопшто не се регистрирани или пријавени.